Потребен е радикален пресврт како што е поразличен ков на политичари, политички лидери со нови политики и луѓе спремни на жртви, спремни да го вложат своето знаење. И за тоа сме согласни со Левица, изјави денеска кандидатот за председател на државата Гордана Силјановска-Давкова по средбата со членови на президиумот на партијата Левица, од која очекува поддршка во вториот круг на изборите на 5 мај. И кога разговарате со аргументи, со луѓе со кредибилитет, луѓе, како што реков, кои никогаш не се забораваат, се помнат, иако сум поминале многу генерации, тогаш мислам дека може да се договорите околу клучните прашања. Преспанскиот договор беше во центарот на разговорите помеѓу Силјановска-Давкова и Левица, односно правните механизми кои евентуално како председател би стоеле на располагање како функција која според ингеренциите е клучна во меѓународните односи на државата, рече Димитар Апасиев, член на президиумот на партијата по држаната средба. Ние сме биле на иста политичка линија одамна, уште и во време на Груевски, бевме заедно во професорскиот пленум. Бевме заедно на таа антипреспански договор кампања, кај што правно го елабориравме. Ние не можеме бланко да дадеме поддршка, ние имаме органи во партијата и се надевам до предизборниот мол ќе го имаме нашиот дефинитивен став. Силјановска-Давкова информираше дека разговарала и со движењето Бојкотирам, надевајки се дека ќе ги убеди дека бојкотот на председателските избори не е вистинското решение за државата. Поканата за дебата испратена вчера од граѓанската иницијатива на Мегдан како дел од шарената револуција, Силјановска-Давкова ја одби. Оваа листа што ја видов, не мислам дека е репрезентативна за некој кој што се нарекува револуционер. Не сум чила пратеници, министри, реков, членови на бордови да бидат револуционери. Од иницијативата на Мегдан изразија разочарување, но сепак повторно ја повикаа Силјановска-Давкова да се премисли и да ја прифати нивната покана.